Драги ученици, почитувани родители, почитувани наставници, почитувани охриѓани. 24. април 2021 година. По 44. пат, а по 116 години од смртта на големиот херој Христо Узунов, го славиме патрониот празник. Го славиме нашиот патрон. Но, веќе по втор пат, прославата, исто како и целата измината година, е многу поразлична од сите други. Измина период кој го промени животот на луѓето, ги промени навиките, внесе немир во животот. Пандемијата го промени светот, го промени животот на возрастните, но и на децата. Замре детскиот джагор на улиците, на игралиштата, замре детскиот джагор во училиштата, во секоја училница, во секој училише нагол. Сето ова не го надмина и нашето училиште, но токму тоа што не нападна, не направи посилни, посовесни и поамбициозни. Сите свативме дека треба да се заврши една многу поинаква учебна година. И оние кои се присутни во училиштето и водат настава со физичко присуство и се изложени на голем ризик, а работат со по две групи ученици. И оние кои водат онлайн настава од своите домови, ставајќи ги членовите на семејството во подредена положба, да мора да го променат начинот на живот во сопствениот дом, за да овозможат на наставникот кој е мајка, сопруга, татко, сопруг, да реализира настава. Воедно и семејството на учениците мораше да се прилагоди на часовите на своето дете и да му обезбеди спокојна средина за непречено да ја следи наставата. Образованието во време на пандемија за нашите наставници и ученици стана вистински предизвик, на кој одлично одговорија и едните и другите. Наставниците сфатија дека за да се реализира успешна настава, треба да го дадат својот максимум. И навистина се успеа, иако на почетокот се изгледаше сложено. Иако со големи тешкоти, несебично и максимално, од срце вложувајќи го својот труд, секој наставник и плански и програмски, со скратени наставни програми, успеа да го запази и оствари основното наставно начело. Сите знаеме дека училницата е незаменлива просторија, а училиштето незаменлив дом, каде што вистински се учи и се гради една морална, одговорна и вредносна слика за учење, себеспознавање и секако, најважно, социјализација и емпатија, што со вакви протоколи дури и на учениците со физичко присуство им е одземено. Но, мора да остане позитивна мисла, дека и при ваков начин на учење се ќе се реализира. И при вакви околности, за нашите наставници, остана начелото дека нивните ученици се во фокусот. Без разлика каде се изведува наставата, тие имаат целосна интеракција со учениците, а часовите се крајно продуктивни, посветени се на изнаоѓање начини учениците да стекнат вештини за решавање проблеми и критичко размислување. Ги поттикнуваат учениците сами да решаваат и пронаоѓаат решенија, а наставниците да ги водат, што е впрочем и основа на новиот концепт за основно образование. Остануваме на нашата мисија, со безрезервна, безпоштедна и максимална посветеност да обезбедиме добра подготовка на нашите ученици за нивната иднина. Кога зборувам за нашата посветеност да обезбедиме добра иднина, неодминливо е да кажам дека и покрај големите тешкоти и препреки кои ги постави пандемијата, во изминатиот период ова училиште со силна финансиска помош на локалната самоуправа се посвети на инфраструктурното зајакнување на неговите капацитети.
Со таа цел беа извршени големи реконструктивни зафати, за кои од буџетот на општина Охрид беа издвоени околу 14 милиони денари. Имено, изведени беа следниве активности. Целосна реконструкција на кровот на училиштето, со замена на дотраените азбестни табли со нов модерен кров. Целосна реконструкција на тоалетите во двете училишни згради, како и со облекувалните во спортската сала, вклучувајќи и водовод и одвод. Целосна промена на дограмата во двете згради, со нова, модерна и квалитетна дограма. Во моментов се одвива целосна реконструкција на подовите во сите училници. Беше извршена набавка на компјутери за потребите на онлайн наставата, а за функционирање на компјутерскиот систем беше извршено ново каблирање. Она што е карактеристично е тоа дека не застануваме тука. Ние од училиштето, во партнерски однос со локалната самоуправа, сме сконцентрирани на изнаоѓање начини и средства за понатамошно подобрување на инфраструктурните услови во училиштето, бидејќи безбедноста на учениците и вработените, како и наставата во добри услови, е наш приоритет. Од сите овие месеци наназад, како клучни пораки, произлегоа почитувањето на самата наставна обврска, со која наставниците и учениците се соочени, доследна и коректна комуникација меѓу нив, но свативме и дека најважно од се е на часовите да се задржи ведрината и расположението и она најважното, сите ученици наставници да останат здрави, бидејќи сепак најважно од се е здравјето, без кое ништо од она што го кажав досега нема да има можност ниту да се реализира. Нека ни е честит патрониот празник на училиштето, а до следниот патронат останете сите во добро здравје. Благодарам. Ей ти бистро, сјајно сонце, распушти ги твоите коси, погали го секој крепко срце, дарувај живот, кошница надежда носи. И дај малку живот, дај малку боја, во сивила темни, исти сме сите, рака за рака, преградка детска, во игра без оков да минат дните. И гледај, насмевки се уште има, во детските срца, во детските очи. Порака тие ви праќаат сега, љубов, мир, среќа, здравје, сегде да се точи. Допри до секое човечко срце, милувај го, тивко, полека, здравие, среќа, секој од нас да го служи довека. Во Бога, тогаш верувај во себе, но ме давај на ге волите. А ако можеш да ме видиш кој е црнило ме пере, дај помогни ми, обои ме, обои плаво. И допри ме со снагата на ветровите, обои шалта. И вечер нека мириса на јасминов свет, обои ме. Што се од срце, обои денови, но стари спомени, обои се што не живе, обои ме. Обои ме, во една срна бела мала, како шетам по облаците, а небото. Обои ково дошло, што во светло роза мене ми се смее, обои љубов. И со неја допрегинеш слабите, обои среќа. Боегото на зелено што
Реферат за Христо Узунов. Нам ни припаѓа честа да токму нашето училиште го носи името на најзначајниот револуционер во нашите краишта, Христо Узунов. Денес, 116 години подоцна, на 24 април, денот кога Узунов го загубил својот живот, ние узуновците го честуваме постојањето на нашиот патрон. Христо Узунов со надимак Арсение е роден на 22 февруари 1878 година во Охрид. Татко му бил учител и активно вклучен во револуционерното движење. Неговата мајка била со потекло од семејството на деецот Ѓорги Чакалов од Струга. Христо Узунов своето образование го започнал во родниот град. Како ученик на Солунската гимназија, пристапил во ВМРО и раководел со револуционерен кружок. По завршувањето на гимназијата, неколку години учителствувал во Охрид. Според некои документи, се смета дека Христо Узунов во револуционерната организација бил и раководител, односно организатор, на ТМОРО во Охридско и Струшко. Прогонуван од турската власт, на 2 пати бил затворен во Битола. На познатиот Солунски конгрес на организацијата во 1903 година била донесена одлука да се крене во стание. Конгресот на округот пак бил закажан во селото Смилево на 1 мај 1903 година. На него охридскиот војвода Христо Узунов, кој предводел делегацијата на Охридската револуционерна околија, предложил поради недоволната организираност и слабата вооруженост да не се крива востание, во кое не успел. По задушувањето на востанието, во Охридскиот крај останал војводата Христо Узунов, кој по одредено време, минато на Смилевската планина, во декември 1903 година се вратил во својата околија за да ги обнови растурените комитети на организацијата. Во текот на 1904 до 1905 година, Узунов главно својата активност ја насочил во организирање борба против присутните пропаганди, како и за разрешување на идеолошко-теоретските проблеми со кои се соочувала организацијата. Благодарејќи на нив, за Линденското востание се знае многу повеќе, отколку за другите востанички реони. Тој регистрирал се, го бележал името на секој загинат востаник, на секој убиен селанец, на секој предавник кога организацијата го осудувала за смрт. Денес се познати имињата на сите 478 лица од Охридско-Струшкиот крај кои загинале во востанието. За големата посветеност на македонското дело на Христо Узунов зборува и неговата средба со селаните од село Куратица, веднаш по трагичниот крај на востанието. Браќа, сонце сакавме, а ни искра не добивме. Нашата земја се натопи со пепел и крв. И за се знаете, јас сум виновен. Еве ви се предавам. Убијте ме. Предајте ме. Што сакате правете со мене? А потоа востаниците ќе му одговорат. Не, ти не си виновен. Ако раководството даде решение, ние повторно ќе се кренеме. Христо Узунов, за неуспехот на востанието, чувствува голема грижа на совеста. Неговиот сограѓанин Огненов во едно писмо ќе му напише: Брату Арсение, тие за тебе имаат повеќе од добро мислење, те сметаат за идеален, особено по заменувањето на твоите другари за Бугарија. Сите со гордост го споменуваат твоите име и се чувствуваат особено привилегирани ако некој од нив зборувал со тебе. Христо Узунов бил многу револтиран од заменувањето на другите членови во Бугарија, иако тој никогаш не престојувал во Софија, туку останал во татковината, каде настојувал борбите да продолжат. На 24 април 1905 година од Крушево заминал за Кичевско, придружуван од страна на 14 соработници и револуционери, добро вооружени четници и двајца војводи, Ванчо Србаков и Пецето, се со цел да го исполнат решението за екзекуција на 15 мината ренегати во една ноќ. Но во кичевското село Цер биле обколени од многоброен турски аскер со артилерија. Тие не примиле никаква помош, па биле принудени да се предадат или да се самоубијат. Војводата Ванчо Србаков решил на свој ризик со фрлање на бомби да се обиде да се пробие кон огнот, во кој не успел. За да не им паднат живи во рацете на турците, тој и неговите 13 соборци се самоубиле. Мила ми мајко, јас сум прв твој син.
и мој долг е да бидам околу тебе, за да не чувствуваш потреба од ништо. За твојата безпределна љубов, за илјадите неволи и страдание, за безбројните безсони и машителни ноќи, поминати некогаш над леглото, над твојот мал, слабичок луле, јас должам најголеми грижи и неизмерна синовска љубов. Но можам ли, кога ги чувствувам болките на нашата измачена татковина, да не се оддадам со љубов на најверен син, на нејзиното свето дело? Маките на татковината се повеќе од сите страданија на секоја наша мајка. И јас, без ни најмалку да те навредувам, се чувствувам повеќе син на втората моја мајка, Македонија, отколку на тебе, која си ме родила. Те молам, во името пак на моите свети чувства кон тебе, да не жалиш, ни да плачеш за мене. Најдоволен ке се чувствувам, ако ти, со своето држење, бидеш за пример на другите мајки и сопруги. Песна за Христо Узунов. И таму е мојта родина, далеку Македонија. Јас сакам таму да загинам, а ти ме забрави за век. И таму е мојта мајка, и таму има Божји свет. Јас сакам таму да загинам, ти ме заборави за век. Не плачи, мила моја мајко, не рони солзи крвави. Ако Христо Узунов падна, на врагот жив се не даде. Сестрите нема да ми играт над мојот гроб осамотен. И мајка нема да ми идат да лее солзи за мене. Не жали, мила моја родино, и сите ми другари мој, ако Христо Узунов падна, на врагот жив не се даде. Вистина е дека не знаеме што не чека утре. Животот е лудо патување и ништо не е загарантирано во него. Не може да имате убав живот, а негативен ум. Мора да бидете промената која сакате да ја видите во светот. Бидете среќни поради овој момент, затоа што овој момент е вашиот живот. Стравот кој дозволувате да влијае на вашиот ум е полош од ситуацијата која реално постои. Вашето време е ограничено, па затоа не трошете го живејќи нечи живот. Нема нешто хубаво од насмеаните очи. Не тагувај за тоа што поминало. Биди среќен за тоа што постоиш. Надевај се за утре. Вистинскиот успех е надминувањето на стравот од неуспех. Надежта се состои од способност да се види светлината и покрај сета темнина. Таа е особина на сите живи суштества. Кога животот ти дава 100 причини за да плачеш, покажи му дека имаш илјадници причини да се насмевнеш. Животот не е проблем кој што треба да се реши, туку е стварност што треба да се доживее. Постои само едно време кое е важно. Сегашноста, тоа е најважното, бидејќи е единствена во која имаме некаква моќ. Најсреќните луѓе не секогаш имаат се во животот. Тие само го искористуваат најдоброто од се што им доаѓа на патот. Секогаш гледај кон сонцето и сенките ќе паѓаат зад тебе. Животот е како огледало. Ги добиваме најдобрите резултати кога се смееме. Само смеењето добро влијае врз срцето. Среќниот човек е како сонце. Каде оди, се осветлува. Надежта е сама по себе среќа, а и можеби најголемата среќа што може да ни ја донесе овој свет. Најдоброто нешто што можете да го направите е да им покажете на луѓето дека не се сами. Ни огнот, ни ветрот, ни раѓањето, ни смртта не можат да ги избришат нашите добри дела. И таму е мојта родина, далеку Македонија, јас сакам таму да загинам,
не жалеј.